32-годишниот Ејвас Осман од карвинското село Оџалија непотребно завчера бил тепан од полицијата, тврди неговиот татко. Потенцира дека неговиот син со нерегистрирано возило бегал, но откако бил врзан, причина за ќотек немало. Врзан дечкото, син ми мој лично, тепат оните. Двојица, врзано вика син, врзан позади раките, оните тепат. Јас излезео колата, вика, кога гледам мајка му беше заедно, вика, шо правите бе, не ли срам овај, тепате, врзан човек више, шо тепате? Вика, шо дереш тие, шо тебе гајле има? Овие рече, јас сум од армијата, работим, вика, јас сум полиција, вика. Ој штип па, врзан, совата, затворили откодникот, вратата, па те пали та. Прекомерната полициска сила, според Исмаили, била причина неговиот син 36 часа да биде хоспитализиран во Штипската болница. На прашањето дали тортурата врз синот може да ја докаже, Исмаили вели дека лекарско уверение за тоа нема. Јас му тражи документи дават. Пуно, празно, небитно. Криет нема дава. Евиденција не е пишано да ишда не лежал. Без оглед на ова, кривична против полициската сила ќе има, најавува Исмаили. Ќе си, ако може колку да видимо, ќе си гонем ова работа, нема да оставам, колку може. Од друга страна, во секторот за внатрешни работи Штип се изненадени од тврдењата на Исмаили. Случај за каков што зборува Исмаили во полицијата нема пријавено. Никој во изминатите 48 часа не пријавил прекумерена употреба на сила од страна на вработени. Од тука за нас таков случај до овој момент не постои. Појаснуваат од СВР Штип. Денешното образложение на СВР Штип коинцидира и со билтенот од 8 октомври во кој се наведува дека 32 годишно лице од Оџалија кај селото Радање не застанало на полициска наредба, при што се обидел да удри во еден од полицајците. Набргу на излезот од селото, лицето при обид за бегство било фатено и лишено од слобода. За инцидентот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во извештајот.